само не си верник. Не си доволно верник. Продолжи така и ќе те запали многу. Здраво, јас сум Виктор и денеска со мене е Алекс. И денеска ќе продолжувамо книгата Бура на мечеви од Џорџ Р. Мартин. Ќе продолжимо пред тоа што прошлиот пат завршимо на практично пола книга. И сега сакам да довршувам, нели? Ова што мислите да остата од книгата, Алекс? Што ни остана? Да довршимо. Е подобриот дел од книгата. Дефинитивно, ама првиот дел требаше многу сетот да направи за овој дел да е толку добар, нели? Да. Кој ќе речеш дека овој дел е подобар, управо си, ме разбираш? Да. Затоа морам да речем дека е подобар. Не може да ги лжеме луѓето. Да, дефинитивно. Све големите работи се дешаваа при крај. Ама да. Првично, продолжуваме со Арија. Арија, како што знаеме од прошлата епизода, е со братството и оние слушна дека нели ќе има свадба кај близнаците и сега сака да ја донесе к неа, но пред да добие шанса, Сандор Клегейн куќето ка киднапира. Ја ка собира га носи со неа, нели за надежда да му дада некоја пара кога Да, некој динар да му дада. Because bro is broke. Братот е куќе, ме разбираш? Да, а меѓувреме пак се продолжуваме со од Алекс омилениот клик. Джейми у прошлиот негов чаптер беше као нели као пуштен. Тоест сега е пуштен, нели? Пошто и почне да се враќа у Кингс Лендинг, ама Бриен останува Харанхолд да биде нели како да биде утепана и он се враќа после у Харанхолд да ја спаси. Ошто ја спасува пак? Од мечка. Бриен е фрлена, нели, со мечка се бори, он скока и проба да го спаси унутра. Да. И успеа. Да. Ова покажува Джейми више како се подобрува малце по малце. Да. И следната е усвари многу битен чептер од страна на Кетлин. Ако не за друго, поради тоа што импликацијата што има понатаму серијата. Роб нели као почиња да иде на кеј као близнаци за свадбата, но на путот он одржува совет. У советот нели као ги собира сите негови као родници што се и мајка му и гледајќи дека он се уште нема дете, гледајќи дека двете негови браќа се мртви и дека двете сестре до негово знаење се под контрола на Ланистерите, го легитимизира Џон Сноу и го именува за неговиот персонален наследник. На Кетлин не се допаѓа тоа, но сите го потпишуваат тоа. Да. Кетлин не се свиѓа, но нема што да направи. Нема што да направи и знае дека реално управо е човекот. Да. За ова. И ова нели многу битно за теоретски за понатаму. Битно е дека ида и битно е нели одлуката што го носа. Да. Затоа викам, битно е, ама битно е у книгата што уште не е излезена, така да. Нема што да се прави. There's nothing to do. Океј, има ствари, ама малце се екстремни, така да не мора да ја правиме. Меѓувреме пак, Сем продолжува нели да бега од сите, од белите луѓе, од зомбињата, од, нели, со Гили. Да. И буквално се обиколени, ама после мен доаѓа мистериозен човек у црно. Со ладни раце, cold hands. Што ги спасува? Што јава Ирвас. Да, што јава Ирвас, братот. И ги спасува. Не го знаеме ова уште, ама понатаму дознаваме дека он е као слуга на триокиот Гавран, што исто комуницира со Брен. Па, не, ако не грешим, не ги брка ка со група Гаврани, го следа и ка ги тие почнува да ги напаѓа зомбињата. Да, уствари прав си. Кашо памтим таке беше, зашто он дое буквално со стадо Гавраника. Напад. Да. Меѓувреме се враќаме ке Арија. Арија е нели многу
Љута, што го има киднапирано. Многу Да. јасно. Сандор и Сандор ја објасни дека сега да те носим дома, така да shut the fuck up. И сака нели да му и кажува дека он сака да го служи у Кероп ако му не е дозволено. И почне да го носи. Да. Зборејќи Да. за Роб продолжувamo скене го од страна од гледна точка на Кетлин или стига у Твинс, премајќи Да, се да. свадбата, длабоко му Да. се извинува на Волдер Фрей, нели зашто све тоа и се спојува со остатокот од војската од Рус Болтон. Неговиот као нагородник. Кој исто време Да. му е генерал. Исто има еден таков води негова огромна војска. Мислам дека Рус Болтон му е десна рука, не? Да, мање више десна рука. Зашто нели он га води источната армија, што е нели Diversion, Да, а Роб га води на Главната. запад главната армија. да. И двете Главната армии војска. се отприлика еднакво јаки, мислим дека така беше. Да, отприлика. Отприлика. Ама раче не е дека Роб имаше куп као овие, како се вика, нели Фрейз и плюс Карсакс што да издувне. Да, ама добро, ме разбираш да зборим на почетокот, нели? Да, Зашто на почеток. и да. Болтон пак беше у Харенхол, нели го држеше на кој време и тоа. Да. Така да. И овдека нели као тоа е тоа углавно и после нели продолжуваме пак со Арија. Окей, и Арија сега нели се патувајќи со Сандор, продолжува по нивниот пут и конечно стигнува у близнаците. Меѓувреме мислам дека овој чаптер као Арија пробува да го утепа. Не, мислим дека тоа беше прошлиот по пут Дорбеја. Прошлиот беше, пардон. Добро, Да, кој беа по пут. пробува по путот да го утепа. Да. И сега доаѓам до многу битен чаптер. Да, сега нели почиња свадбата на Едмјор. Почиња свадбата на Едмјор и со Фрей девојчето и нели све фино убаво, права свадба и момент кој ида за бединг церемонијата нели да ида младите у кревет. Почиња нели као свите се нели многу пијани, Кетлин седи напред и на момент почиња нели да пеа интересна песна. Која е песната? The Reigns of Castamere. Ама да, и Кетлин кога препознава песната е као оу шит и проверува до Фрей војникот као Фрей као го благородникот што до неа и гледа дека е целосно у оклоп. И текно дека нешто не е уред. И му удира шамар и на моментот излага свите излага еден куп војници почињаат да ги утепува свите на свадбата. Го пука Роб со стреле и е огромен масакар. И на крај доаѓа Рус Болтон и го му вика на Роб Джейми Ланестер праќа поздрави и го утепува. Да. И Кетлин го тепува. Само може да кажеме, нели Кетлин го тепува нормално, само да кажем нешто. Кетлин од почеток на свадбата сумлива, што го тара волкот од Роб да седи надвор, а Роб... Да. Нормално, сите старца не седели од волците. И Кетлинка Роб не е овдека. Роб е овдека, ама исто и када не е. Зашто нему е волкот овдека, зашто тие се ка две уедно. Нели така да го објаснува овие чаптер. И автоматски знае дека нешто не е кај што треба. И пополеко нели кај што иде свадбата се појавува повеќе знаци и повеќе дека не е све кај што треба. Да. Ама нели сакав да речем нели као Кетлин као зема еден од као фрезовите као кептив, нели дека ќе го утепа кога го утепа Роб. И она зема на момент као нели у книгата пред да ја утепа кажува дека осе киселина да ја научите тоа, пред тоа што толку у тој момент толку као паѓа толку има као голем ментален лом, тош нели го утепа синот пред неја, што она почиња као да си ги ваја очите. И има еден као многу трагичен пред да утепа, нели, зашто као прво ја сеча косата и као нели вика не ми ја сечите косата.
Не, многу ми ја сакаше косата. И реално мислим дека по-депресивно нешто у книга немам прочитано. Апсолутно. Не, можда имам, ама една од подепресивните ствари што Да, имам. буквално една од подепресивните. Последнош него вика то нели као он порано га сакаше мојата коса, она вика уште он нека ја сака мојата коса. Да. Као у сегашно време. Као у незиниот мозок он уште е жив. Да. Сега, после оваа трагедија се вратиме на песната, зашто песната е важна. Да. Песната исто у серијата според мене многу добра изведба у серијата од песната и обожавам да го слушам, иако е трагична песна, ама кажува за како Тайвин Ланистер, како Тайвин имал убиено цела фамилија, така што ги има затворено у рудници, има оставено да ги утепа поплава пополеку. Затоа се вика дождојте над Кастамир, зашто другата фамилија исто се вика Кастамир, и тие мислеле дека имаа шанса да го осванели Вестерлендс да отргне од руките на татко му од Тайвин, што он бил порелаксиран човек што дозволил многу и луѓе го користеле тоа, дор Тайвин е скроз противно од неговиот татко, затоа и го мрзи татко, ама да. Многу добра песна, идите слушајте ga. Да, исто е као, сакам да нешто коментирам, не се многу као, се рачува дека е усвари као многу интелигентно направено страна на главниот Волдер Фрей, при тоа што нели као баќе директно го имплицира Тайвин у целото, не е целосно он крив, пошто нели као утепување на луѓето кои се твои као гостини, како што се овдека, е као еден од најголемите криминали што може Уестерос да го направиш. Ако не и најголемиот криминал, покрај ова утепување на Северниот крал и утепување на социјалното семејство. Да, окей, за кралот, окей. Ама да, од религиозна страна да, мислим дека е второ после утепување на семејство. Да, буквално еден од најлошите нешто што човек може да ги направи. И он е као нели главните организатори нели се Рус Болтон и Волдер Фрей, ама се поддршка Тайвин. Нели? И он ваќе паметно го имплицира Тайвин поради тоа што се знае со која песна, со кој карактер таа песна е поврзана. Да, ама пред боговите нема импликација. Да, пред боговите нема импликација, ама да. И баш сега, нели, како што Арија влага, нели, у замокот, баш кој влага... пред замокот, нели, пред замокот, не влага. Да, уште шторите гледа фактички како одеднаш почињаа сите да ги утепува. Да, како предасто, сите што се пијани да ги утепува, како има борба, како Зеле им ги пајала шаторите на Старк луѓите. И на момент Арија се врти и го гледа мртвото тело од незиниот брат со наместо на неговата глава ставено главата на неговиот волк. Да. И Сандор одваја спречува Арија да побегне у замокот и да го фрли својот живот. И бега. Он ја носеше подалеку таму. Ја мора га влече со него уште. И нели сега овој настан продолжува нели само што се случило и почна нели нагло да се шири низ Седомте кралства и го добијамо реакцијата на Тирион и Санса, нели што се моментално нели као венчани. И они го добија веста и Санса е као нели депресивна. Нели, многу јасно. Да. Санса цело време депресивно оваа книга, окей? Да, но ова посебно као га утепува, да се рече. Може да се рече, ајде, да. И Тирион нели дознава се ова и одма иде ке Тайвин као да збора за ова. И Тайвин нека, да, ја ги спланирав од почеток до крај. Да. Нормално. И мора се пофали човекот. Добра работа изработа. Да, и нели као кажува дека нели сите нив ќе им даде нели проштенија, ќе им прости. И као нели ги брка сите натвор, освен као Тирион. И нели као нели овој чаптер нели као
Джофри кажа понатаму своето лудило. Да, пополеко. Да, и тај ми нели го брка. И ги остава Тирион и Серси, нели. Да. И нели тај Тирион нели му кажа нели како мисли че Джофри како ќе стане кај да е следниот Ерис. Кај да е? Кај да е? Кај да е? Кај да е, да. За некој чаптер. Да. И дознаваме нели дека Сър Емен, што нели као оженет за Сър Емен Фрей, што оженет за сестра му на Тайвин, ќе стане новиот господарар на Винтер, на Риверен. Лорд Бейлиш ќе стане нели господар на вакво на Риверленд. Харенхол. Не, Харенхол и Харенхол. Риверленд. Не, Харенхол. Не и на Риверленд го права или тоа после беше? Не, на Харенхол. Лорд на Харенхол може да е Риверленс, ама знам дека ка замок му го дава Харенхол. Да, само Харенхол му го дава. Ама Е, не, тоа, и кажува дека Рус Болт е новиот као чувар на северот. Warden of the North. И тврди дека Рус ќе ја земе Арија назад со него. Што знаеме дека лажно. Да, Нели? Санса потврдува нели понатаму дека е усвари другарка од Санса што дојде на исто од север со неа и неа га има кафе на коса, вика дека е Арија, нели? Ма добро, Да. нема врска тоа за И понатаму. вика дека Арија и Тайвин го информира дека Тирион, синот на Тирион од Санса ќе биде нели следниот што ќе го наследи северот на крај. Све тоа нели тактичкиот Тайвин, нели. Да, Нема сигурно Рус да му го прати вистинскиот нели наследник на северот. Меѓувреме пак, нели на Давос се враќаме кај него, нека нели како новиот како нели рука на кралот на Стенис почне да учи нели да пишува, да чита. Пошто нели он е како неписмен. Нели е commoner. Од ниско потекло, да. Да, од ниско потекло. И учи нели да чита човекот и му прочитал писмото од Мейстер Рейвен, што беше пратено нели уште од почетокот уште Джора не Джора. Джор. Бившиот господар на Найтвочот дур беше нели кој го праќа писмото барајќи уште помош дека доаѓа Wildlings. И во носи тоа писмо ке Станис. И Станис се одлучува поради тоа што е должен човек, што е човек од што е базиран Чесен. на чес. Што е чесен човек, одлучува да иде да им помогне. Нели умеѓувреме пак Џон нели успе да се врати у Night's Watch и да ги предупреди нели дека доаѓа севернаците од југ. Ќе го нападна и треба свително да се спрема. Иако има како многу малку оружје. И одека нели сега доаѓаме до борбата кај што Џон се спрема да ги одбие нападот од страна на луѓето на Стир и Игрит. И успешно ги одбива со помош на нека тактиката од Џон. Овдека се он се покажа како баш добар лидер. Да. Ги памтим тактиките, знаеш бе? Гаѓајте со стрели од кучете. Па добри тактики, нели и после нели кој пробува да се качува по скалето, он зема и ги уништува. Да, не апсолутно добри тактики, не викам да не. Да, посебно за 15... Многу основни, нема добри. Посебно за 15 годишни. Тврвни. И нели овдека многу трагично Игрит умира у руките на Џон. Да. Мислам ка погодува со стрелите и после тоа слага ека уште нели задниот здив го зема у неговите руки, нели? Да. И после се враќаме нели у Брен. Брен нели се разминува и продолжуваат кон север. Се разминува со Џон. И он Ходор, Мира и Џоџен иде на ке Најтфортот, што е како еден замоците на дидот што е како треба нели да е како haunted, тоест нели. И таму го среќава Сем. И нели и сега после тоа од кој Сем проаѓа им кажа како да го пројдат зидот.
нели, зашто има као магична врата, го проаѓаат зидот и таму продолжува со Cold Hands натаму. Да. А Колхенс нели го носи семи гили до туеха им га каже им го отвара нели вратата. Да. И сем им го отвара нели вратата за да излезе зашто мора да има Night Watchman за да го отвори. Да. Да, и Сем им го отвара. Чекај, Сем знае дека нели ова е бренд, нели? Мислим дека не. Да, не знае, оке, да. Не да, што ме вка, не му кажа на Џон, зашто инаку би му кажал на Џон, нели? Го видов Да. брат ти. Да. Да, и следно продолжува, нели, со Денерис, мајка на змејови. Она има направено неколку непријатели умеѓу време. И онако, нели, го гледа Мерин најголем, поголем од това други градови, и нели, као и праќа го гледа градот, пробува да ја прата ко смртоносен шкорпија за да утепа, но во последен момент е спасена од мистериозен витез. Што испаѓа дека е најдобриот витез у целите 7 кралства. Перестен Селми, што мислим дека доволно разговаравме за он колку е кул и јак у прошлите епизоди. Да. Не, нели доаѓа со стапот ги утапа, вика па. Јака, да, немај гајле. Не, гајле, и он вика као, јас сакам те служим. Да. Ко служев татко ти, Да. и сега тебе. Да. Да, и следно продолжуваме со Тирион и он, нели, си продолжува со неговата љубовничка, си спија заедно и си им размислува што ќе прави со неја. Едноставно, зашто он почиња да фаќа чувства. Нели? Да. Пошто некао он продолжува да ја има доречек со Санса, што гледаме од Санса пиовито и почиња да се спрема за свадбата на Џофри со Марџери. И Да. Санса не е најзадоволна и одвајтко чека да побегне, нели? Нели, Да. зашто има двето, нели, дека кај да ќе здувне. Мислим, Донтос нели има испланирано да бега, ама Да. не памтим точно кога е беа, нели? Па да, затоа викам, она да чекува. И доаѓаме до уште едната смртоносна свадба. Ова е помалу смртоносна. Да смо фер. Се префрливме од црвената до виолетовата. Да. Идемо Да. следно зелената. Ха. Не, сината иде, следно е сината Сината, свадба. сината. Кај некој ќе суда. Не, црвената точка 2. Не, Да, не, да. не, Точно. не. Добро. Нели, ова е свадбата од Џофри, нели има неколку као конечно Џейми доаѓа, нели овдека виш Џейми е нели као Не, Не, малку тоа е серијата, my bad. Не, оке, да. Нели, свадбата од Џофри со Марџери, нели, има неколку џуџиња што игра за него, што као ги представуваат петте крала и како свите умира пред него. Тирион му носи на Џофри книга, биде, нели, многу, за да биде, нели, као добар господар. И Тирион, Џофри го уништува таа книга одма со меѓу татко, дедо му тајвин што му го дава, што поради тоа што е шупак го именува Widow's Wail, a.k.a. Како би се превело на македонски? Вриштачот на довици? Не, Така нешто, вриштењата да. на довици. Да, така нешто би се добро. И ја уништува книгата пред него. И продолжа да го малтретира Тирион. Тирион не ќе да уништи свадбата. И наодеднаш он зема да пие, Џофри зема да пие вино и почиња да се дави. Нагло почиња да умира. Не е нагло, пополеку се Да, дави. пополеку. Луѓе трчаа околу него, пробува да го спаса. Сърси пробува да го спаси, нели и умира во незините руке. И ка последно нешто, нели он го покажа прстот кон Тирион и он нека фатите го утепа син ми.
И меѓу време Санса га снемува. Нешто така, да. Да. Од гледна точка на Санса, Донто се појави века, hello, идемо. И он зема го носи низ црвената палата, га носи низ тајните, нели, као ова, и га носи до господарот Петар, малото прсте. Со број, нели, Да. први га носи низ тајните премини, нели, после га носи со броче, со чамче, до бродот од Питер. Да. Така, Питер Да, Бейлиш. и после го утавува, него го фрља у море. Да, после го тепува, заш нели као, не сме никој да знае, Санса сега си безбедна. И овдека, окей, Да. не целосно завршувам патењето на Санса, ама многу помалу пати. Технички имам многу подобри руке, педофилски руке, ама подобри руке. Да. Замисли да педофил да е подобрување. Нели? Нели е малку смешно, педофил е подобро од Срси. Нема да коментирам на ова, вика. Нема да коментирам. Па зарем не сум ли управо? Нема да коментирам. Знаеш дека сум. Да. Джейми поку меѓувреме, па што е стигол King's Landing? Со Бријан, нормално. Да, со Бриен. И као, нели, одма стига и fucking Серси одма го одбива. И као, нели? Кај беше кој умираше син ти? Да, кај беше кој умираше син. Тоа е ерекцијата, да. И доаѓа, нели, као Тајвин, иде после ке Тајвин, дека, те чекав порано. Те чекав порано да дојдеш и, нели, го информира, нели, за све што си има десено. И му вика, нели, време да напуштиш Кингсгардот, он нека неќем, нема. И да. Да, зашто нели он сака, Джейми му бие наследник. И да, и Тајвин на крај, нели, као, му вика, ти не си мојот син. И здувно. Ама да, и нели, Бриен го остава, нели, туека, да чека. Зашто, нели, поентата беше Бриен, нели, да собере Санса, ама Санса не е више туека. Actually, дали усвари, ако беше Санса туека, би ја даде? Не, нели? Не, немаше шанса. Ја немаше шанса, дури да не беше Ред Ведингот, немаше шанса. Немаше шанса. Yeah. Знаеш зашто немаше шанса? Зашто му е жена на Тиријан. Да, плюс тоа. Че ги играа таа карта. Да, у меѓувреме пак Давос, нели, као црвената вештарка, нели, целата поента да земање на Storm's End беше за да добија, нели, од еден од копилињата на овој, кој се каже, на бившиот крал, со што ќе може да го жртвува за магија. И За да ги оживеа камените змејови. да оживеа камените змејови. И Давос не ќе да се жртвува невино дете, што е ни криво ни дужно за ништо. И зема му помага да побегне. Тоа што Давос е исто. Иако бил, нели, поранешен ова шверцер, е пак чесен човек. Добродушен. Го сакамо Давос. Не знам колку се согласам сега, ама добро. Од кој му умреа деца да смени човек. Да, се смени човекот, ама пак као реално испаднал фер, као не ќе више деца да виде да умра. Да. Као иако е копиле, као дете е. И да, после се враќаме од Џон, нели, меѓувреме он е буквално као единствениот као со мозок у нели Night's Watch моментално. И он потребно му е да ги одбрани целиот као зид од нападот на девијаците од север. Со Джино и со све. И он релативно добро се држи. Тоест, одлично се држи. Да, има многу големи предност и, нели, све тоа, ама успева, нели, прво да пројде низ една од портите и праќа, тоест со Джин успева да пројде низ една од портите и го праќа еден од неговите другари кој што трагично умира борејќи се против Джинот, но успева да го одбие нападот. Да, и со овие чаптер, значи, кој има увек рат или нешто у книгеве, многу ми е добро напишано, зашто има зашто прво има ги памтим од првата книга
кој стигна Џон над зидот и нели ги имам опишано неговите другари, така? Да. Сите сега 14 години, 15. Да. Овдека има 16-17. И истите ликои сега имаат брада, се неизбричени. Џон само им наредува, им каже што да прават, полу од нив не знае ништо, уште вежбаа. Што се вика, полу од нив не може метеа погода како што треба и фрлија само буриња од горе, со камења, со нешто. Ама добро, пак Многу успева. добро. Многу добро. Да, многу добро. Еден од најдобрите фајт сценци одека не се покажа усре колку Џон е реално компетентен у неговата работа. Не, мислим дека мислим дека не се покаже колку е Џон компетентен, туку мислим дека се покаже колку е огромен зид добар за одбрана. Колку е полесно. Плюс тоа. Не, мислим дека е поиќе за тоа, ама добро. Да, ама после положува нели со Арија. Арија буквално кога се нели кога со Сандор сега нели што сеа и Сандор одлучува нели да ида кон Ири, нели низината тетка. Порачуна, оке, нема каде да те носим, ќе носим единствениот човек што може да ме плати. Простанат, зашо не те враќам ки Ланистерс, зашо ме мрза. Сега се враќаме на уште еден многу битен чаптер. Тирион нели као иде на судење, пошто нели ќер сестра му го има обвинето дека го има утепано кралот. И он нели као бара нели као шампион некој да го представи. За нели да се одбрани, но меѓувреме на неговата како спротивставени против него кој е неговите судија се господарот Мейс, Обрин и Тайвин. Да, меѓувреме нели кога збори со Кевин Ланистер, нели кога он му објасни нели што го чека се како зашо и кога пробува да добие нели неколку ова. Ама ништо, Серси као има све фрлено против него. И кој доаѓа нели до самото нели судење, доаѓа свите еден по еден нели како ида против него. Прво иде нели као од Кингсгард, како кој беше точно? Да, свит еден по еден му се закануваше, планираше да го утепа, нели еден по еден излага. Да, свите еден по еден излага. Доаѓа овој кој се викаше што беше ко главен мејстер и каже нели и он така такво сакаш да го утепа исто немаше отров, ми немаше од моите така тоа било искористено. И све тоа ида по еден. И врвот доаѓа кој Тайвин га повикува неговата вакво љубовничка и проститутка Шеј да каже против него. Така е, нели? Или тоа беше само серијата? Мислим дека е у книгите. И ја мислим моментално како не сум сигурен. Ама да, и нели доаѓа нели Тирион почиња кој тоа ќе го направи, кој ќе го повика, дека почиња да збори спротив свите, почиња да вика како он би сакал да беше тој што го утепал стварно. И е многу добар говор. И на крај Верис Верис тестифај, све тоа и на крај доаѓа бара Тирион Trial by Combat. И му е дадено, ама нема кој да го представува, зашто нема никој, нели? И на крај Обрин се согласува да го представи зашто знае дека против него ќе биде планината и он сака да земе одмазда врз убието за неговата сестра Елија. Джейми пак умеѓувреме, дори се ова се дешава е на првиот негов состанок со Кралската гарда како нивниот господар командер и нели никој не му гајле од нив. Свите се релативно шит на оваа Кингсгарда
Свите се безчестни, нели? Мислим дека овој Свиѓа чаптер се со кога врски зема- пикнати. Да. Го отвора, нели, овдека белата книга која што се напишани свите како чинои на таква на кралската гарда и гледа, нели, како ги проаѓа сите битни и гледа дека неговата уште релативно празна. Е како сега можем у иднина како да ја пополним оваа со добри работи. Да. Нели, овдека ги проаѓа Duncan the Tall, Sir Да. Barristan Selmy и кај куп други претходно, нели што се? Да, куп други. Да, мислам, морам да спомнам Duncan the Tall, зашто има се нова серија за него, така да. Да. Небитно, Санса пак у меѓувреме конечно доаѓа на такво, нели, на ке замокот на Питер Бейлиш, прстите, и Лајса стигнува да се ожени со Петар. Стигнува е, нели, као, таман, уху, и мислим дека овдека, нели, као Санса не може цела вечер да спие, пошто, нели, слуша звуци. Звуци. Да, има звуци. Да, слава и се, нели да. пред свите други како господари, они као га представува Санса ка копиле од Питер, за нели да го крие нејзинов вистински идентитет. Да, како и беше името, памтиш? Како и даде име? Сега, Алейн Стоун. Да, и нели као овдека коментира Лајса дека личи премногу на мајка, што е интересен коментар. Да, тој и нели га фарба и косата црна, овдека или понатаму беше, не памтам точно. Мисля како дека га фарба црна, нели од старт. Да. И се продолжуваме кај Џон, што иако беше многу добар во одбраната, доаѓаат неговите што најмногу го мрза. Што, нели, не е еден замок, еден е главниот замок, ама има повеќе Да. замоци, нели беа распоредени на другите замоци. Да, се доаѓа Џанос Линд, нели, човекот што помогнал со убиството на неговиот татко. И Да. да, он главно доаѓа, нели, вика одма као, Џон е предавник. И овој другиот како се викаше? Сега? Хуј. Знаеш бе за кој зборим тој што го тренираше, кој што го вика Лорд Сноу, што го мрзи исто, што беше Не, Таргариен знам за лојалист. кој ми избориш. Да, ма не памтим кој се викаше, знам за кој ми избориш. Да, и нели кога го обвинува дека е предавник, дека нели кога го предат замокот и све тоа. И се Да, и да. сака да го прата да го утепа Манс, ама тој понатаму. И се идемо на као трајалот на комбат од Тириен, нели? И Да. против Обрин као иде The Mountain, планината која што ова. И он релативно добро се држи, тоест одлично се држи. Успева како да го мобилизирам и да го фактички да го скоро да го победи, но на крај Обрин го фаќа емоција. Е као признај дека си ја ута мојата сестра. Признај. И стигна премногу блиску, овој го превртува и му гмечи ова черепот. Му гмечи у него. Да. Не, искрено морам да пофалим овдека Обрен, зашто Обрен е паметен. Обрен до не умре, нели? Не беше ни еднаш удрен, со тоа време го држуваше растојанието и плюс со првиот удар, со првата гребнатинка, Обрен победи. Да, пошто Што зборевме. е познат како Вајперот, нели? Да, нели зборевме дека користи отров. Нели зборевме за ова. Не е важно името. Важно е дека користи отров. Така од првиот удар победи. Све друго беше за шоу. И заради тоа шоу он умре, ама тоа е друг муабет. Да. И Тирион е нека фак. Отворили очите на боговите, јас сум крив. Да. Технички. Иако ја би рекол дека по право треба да е као стелмейт. Не, он умре прв. Добро, и меѓувреме пак се враќаме на друга страна на светот, кај што Денерис, ложу се незиниот плотлайн. Сега кој дојде Бересен Селми, ја информира нешто многу битно. Дека Џора е усвари предавник. Дека цело време Беше предавник. Дека бил предавник, Беше. да.
Да, и дека цело време информирал на неа и сакал да ја утепа вона. Не се многу јасно, многу љута и го избркува. И одлучува, нели, гледајќи дека сега го зазиде и Мерин, да остане таму и да владее ка негова кралица. По ова продолжувам кон Джейми. И Джейми као, нели, он нисто доби као меч од Valyrian Steel, наречен што он го нарече Oathkeeper, што и овој е тоа врескачот на ова, тоест Widow's Veil, двете доаѓаат од мечот на Ned Ice и он и го дава Oathkeeper на Brienne и наредува да иде и да ја најде Санса, ако уште жива, и да ја донесе дома безбедно. И го дава тој меч, за да го успе да го направи тоа. И ова, нели, продолжува аркот на Джейми како стана, нели, почесен и се труди да стане почесен и по-добар човек. И мислим дека и овдека иде ки Тайвин и му вика дека ако се договор, ако он излезе од Кингсгардот, дека дека нема да го утепа Тирион. До сега продолжуваме со Jon 10. Кажу рековмо, фактички сега го праќа Jon кон неговата смрт, кон Wildlings, кон дилјаците, ека, ти не успеа, ти си предадник, да докажемо дека си предадник, иди утепај го Mance Raider. Зашто ќе те пушти? И нека знае дека го праќа на самоубиствена мисија. И нели он го праќа зидот, иде ке Wildling кемпот, кон гледа Торман се смее, ха-ха, и да кон мен си почиња нешто да проговара, и одеднаш слуша ова, слуша трубе. Тоест не трубе, ова... Рогој. И е као, чекај. Излага надвор и гледа и вика, чекај, Роб? И на момент гледа, не е Роб, него најдобриот крал. The one true king, Stannis the fucking menace. Тоа ќе да ги спаси со целата негова војска на коњи и го уништува целата војска у моменти. Знаеш што треба да направиме? Кога ќе завршиме со све книгеве, треба да направиме компилација, кај што ти го фалиш Станис, и тоа мислам дека ќе биде долго кај цела епизода. Апсолутно. Он е Stannis the fucking menace. Он е звер. Он е звер. Не до толку. Ти само не си верни. Не си доволно верни. Продолжи така и ќе те запали многи. У име на Црвениот Бог. Гледаш, и Дава се свита против тебе. Ти не си за Станис, ти си за Мелисандра, значи. Доволно беше да знам толку се. Јас сум за Станис. Не, ова само не е у име на Црвениот Бог, ова е само Станис да добие као плюс моќ да победи уседната борба, знаеш. Не ти верувам, значи се. Не може да се ваѓаш ваќе. Може. Не може. You can't tell me what to do. Најмам јама, луѓето може да заклучат многу лесно според тоа што го збориш. Што е висината? Знае дека вистината е посакам Станис. Да, мане. Ама да, и шо го спас со Jon и се тоа. И, ја. Чекај да те прашам нешто, значи, дан би го мужил Станис? Ако беше жена, да. Ама ка муж дан би мужил? Не дан би жена ако беше жена? Тоа е легално и не тоа е легално. Ама ако беше легално? Зашто не сум женен, зашто не сум мужи, не. Okay. I'm not into dudes, but I would surf him. После ова Арија, нели, кога продолжуваме со Арија пак,
кај што не путува кон нели, но меѓувреме они влага нели у крчма, кај што ги наоѓаат неколку од луѓето на Тайвин и бившите луѓе на Грегор. Они влага во борба и мислим дека овдека Арија го добија незиното прво убиство, нели? Да, ама и тоа е важно, ама поише важно е дека нели кучето одма ги предизвикува, што ги познава кои се људиве. Да. Нема остава ни шанса да реагира или ништо, дека излагајте, мора да завршим работа со вас. Вие бевте со брат ми. Да. И он јуте посебно е драстично повреден и нели зема и му се инфицира раната. И он вика на Арија да го тепа. И почине да каже нели како му е жал што не успе и Санса да спаси и како му е жал што дека украде песна од неа. Но Арија не може да го утеа при тоа што униз овие чаптери са многу блиска со него и не може да го утепа и го остава за таке. И она не знае да иде и одлучува да иде кон Бравос и таму да го најде Джекен. Со паричето од Джекен што го има дадено. У прошлата книга. Ама само што им го покаже паричето нели на морнарите, им ги каже тие магични зборови. Да, Валар Моргулис. Одма се чето однесемо за без паре, се дират. Ти си шеф и се и тоа за фри. Да, не го ни зама паричето. Да, и умеѓувреме се враќам ке Сем. Нели сега поради тоа што нивниот командер е мртов, треба да прават нови избори, гледајќи дека не се веќе под напад. И Сем е многу загрижен дека Дженерал Слинт ќе биде победникот. И затоа Сем прави манипулација. Сем испаѓа најголемиот манипулатор у цела серија. Иде кон лидерите на двете други замоци. И кој што они ги контролираат гласовите од другите два, од сите што се на тие замоци, и кој контролира гласот за нив. И ги убедува двајцата да гласат Џон. By the way, Џон не се ни кандидира. Не е ни сериозен кандидат. Но ги конвинцна двајцата дека мора дека да гласаат за Џон и свите нивни гласови ги фрлја, плюс неколку други што ги конвинца. И у последниот момент, пред да заврши за гласањето, излага од нигде никаде, тоест таму од како беше, од не грнето кај што гласа, него од тавата огромна кај што гласа, излага од Гавранот Мормант и почне да вика Џон, Џон, крал Џон. Доаѓа на пенџер, не излага од тавата. Не излага од тавата, зашто ја мислим дека излага од тавата? Не, доаѓа на пенџерот и почна да се дере, да. Сигурен си? 100%. Океј. И да, и е куп затоа и магично Џон станува господарот на Night's Watch на 16 години. И Сем е тотално крив. Џон е fucking изненаден. Џон нема поима. Ама ова може кој едно од најдобрите политики ненамерно што некад биде направени. Ама да, и потоа се нели Џон си ги завзема нели својата должност као командант на ноќната стража. И од која го завзема као командант, нели, и да се види со Станис. И Станис му предложува да го направи легитимен, као нели крал, он теоретски тоа може, да го нарече нели господар на северот и со тоа да и му понудува да се ожени со принцезата на дивјаците Вел. Она не е вистинска принцеза, но Станис не го сваѓа.
Нешто И- најблиско да што има до тоа, ама да. Да, најблиско што има до тоа, ама не е како нели у вистинскиот како мислење на зборот. И- Да, апсолутно. Џон е многу темптет да го направи тоа, многу темптет, но на крај одлучува дека неговата вистинска цел е да остане над зидот и да помогне да пројда, зашто вистинската борба е на себе. И овдека завршуваме со него. И последниот чаптер пред епилогот е со Санса. Санса, или Уири, доаѓа такво се има закарано нели малце со Роберт, синот на Лајса. И нели као Петар га цуно нели Санса нели и Лајса тоа го влија и онда Лајса стигнал заклучок дека Питер га сака неа појќе од Лајса и дека и пробува да утепува. Буквално пробува да утепува да фрли низ портата на месечината, доаѓа Петар и вика ја никого не ќе појќе од тебе. И вика знам и затоа ја ти помогнав да го утепаме Џон Ерин заедно. Шек, нели голем мистерија беше кој го утепал Џон Ерин. Шега, да, она е жена му. Така да. Да. Бивша жена. Нека, нели, го утепав по Џон Ерин заедно. Да, го утепав му. И вика фала ти. И опс, да, го тапав му. Ама опс, ја гура. Ама да, ама не вика као, не се секире. Никад не сум сакал. Мојот цел живот, само сум сакал една жена. Се страпи. И го фалја. Упси! Да. Да. И овдека завршува книгата, освен епилогот. Сега, ова е првиот епилог, мислим, нели? Да, у прошлите две немаше, само пролог Да, имаше. прошлите две немаше. И следниот е игран у танцот на смеју, ама да. И овдека следимо еден од фрејоите. И дознавамо дека се патени од братството без намига. И дознавамо дека веќе Торос, Торос уже така таму, него дека Берет Тондеријан веќе не ги води. Пред тоа што, ова не го спомнавмо, Арион низините као волкови со ној го излече телот на низината мајка од реката. Тоест, низиниот волк Најмирија го има излечен. И братството га има најдено, Торос, тој што цело време го враќа, што го имаше вратено живот Берет Тондерин, не ќе да разлучи као 1000 се пројдени веќе као не би ја вратил, тоа треба одма да се направи. Ама Берет Тондерин доаѓа заклучи дека он мора да ја врати и го дава неговиот му има даден неговиот бакнеш на огнјот на неа и го има вратен назад Кетлин у живот. Ужртвувајќи си го собствениот. Но Кетлин веќе не е таа што е. Не може да збори, нејзиниот брат е, нели, пресечен. Да, И да. она веќе не е Кетлин, она е полна со омраза и со сака одмазда за тоа што Фрейзер го направиле и од сега натаму е господјата Камено срце, Lady Stoneheart. И ги утепува сите туека. Да, да. Тоест, Не ги наредно утапува вас свите тоа, туку Фреј е дојден, божем да смена заробеници, и они го фаќа и го обесува. И кај што го обесува, нели, она доаѓа и ка... ги утепува сите Фрейз туека. Еден е Фреј туека, ама да, добро. Добре, да. Ама да, и ова е нели као извадено од серијата, што мислам дека е голема грешка. Да, грешка. Океј, до сега, нели, овие три книги, како би ги наредил? Ова мислам дека била најдобрата. После Игра на троној и на крај нели ова што е Clash of Kings. Да, се согласувам за тебе.
А знаеш дека некад оваа серија требала бие 3 книги? Да, да. Буквално Игра на тронови требало да биде целата оваа војна на петте кралови. Ама Джордж Р. Р. Мартин многу сака да пишува. Сака да има идеи, сакал да има идеи да ги разработи идејата, ама колку сака пише немам да кажам. Да. И една 3 книги станале, ова е буквално све една книга. Би требало да биде. После следните две, по право не требало и да постоја. Да. Овде би требало негде да заврши, да. Да. Буквално не смо стигнати ни до моментално не смо ни до неговата втора книга што е оригинално планирана. Да, тоа е најжалното. Да, тоа е најжалното. И не искрено не мислам дека не ќе стигне до таа што е трета планирана книга. Не знаеш. Ами, ако дозна како да такво за безсмртност еликсар, тоа бе да, ама Океј, гледај, свите се зафркаваме дека не пише тоа, ама да имаш видено што имаха, на што има работено, на кои проекти. Така да, искрено, и самиот каже, има работено на еден куп интересни проекти, самиот каже дека и мисли, нели, така дека не може да постигне тоа што фановите го очекува. да. Не, буквално како толку е садата популарна и толку време е пројдено од денето кој беше листата и толку теории се направени и толку многу чекање што буквално мисли дека што и да излезе сега нема да биде доволно. Нема да биде задоволно меѓу луѓето. Да, апсолутно. А да мислиш дека зборавме доволно за оваа книга?